Благодарам, подпредседателе. Премиере, вака човек кога ве слуша, баш е така, да, како што рековте. Да се чуди човек. Дали имаме премиер или имаме нешто друго за прв човек на владата. Европски вредности се кога се почитуваат законите и кога за функционерите има отчетност и одговорност. Демократија е кога тоа што важи за граѓаните ќе важи и за функционерите од владата, како што не важи во моментов. Никој не смее да биде над законите, а во случајов тоа е така. Тоа го потврдувате ви и во случајот со Димовски, и во случајот со Славјанка Петровска. Имате очигледни примери на криминал од вашите најблиски соработници, а вие тоа го релативизирате и оправдувате. Имате министар што не пријавил, односно лаже дека нема хациенда со базен, а според адреса на живење во овој момент се води токму на местото каде е хациендата. Се срамите ли што мора да браните нешто за што цела македонска јавност гледа и знае дека е вистина? Човечки е да погрешиш, човечки е да се извиниш, но човечки е да понесеш одговорност. Диктаторски е кога премиер, иако не е избран на избори, на пратеници кои ви ја говорат вистината, ги напаѓате, ги демонизирате и вршите институционални злоупотреби. Токму затоа сме далеко од Европа, со која што устата ви е полна, и затоа од надвор сите не гледаат со подбив, затоа што ја водат политичари измамници, кои ја монополизираат европската реторика исклучиво за партиски и лични цели. Со овој однос, криејќи се и злоупотребувајќи Европската унија и НАТО, вие и вашата влада сте најодговорни за падот на довербата во овие институции. Уште еднаш демонстрирате дека вам не ви е важно да се почитуваат законите и принципите кои треба да важат за функционерите. Наместо веднаш да доставите предлог за разрешување на министерката, вие штитите лице за која ако имаш институции, досега ќе имаше поведено кривична постапка. Господине Ковачевски, јас однапред го знаев одговорот, што ќе ми го дадете, но сакав целата македонска јавност уште еднаш да се увери зошто во 2001 година ве прогласиле за трајно неспособен. Благодарам. Не сум задоволен од прашањето.